Скопје синоќа повторно беше најзагаден град во Европа и трет на светската листа. Аерозагадувањето во главниот град секојдневно руши рекорди. Невладините организации уште минатата недела го вклучија алармот за спас, а денеска упатија и отворено писмо до првите луѓе во државата, председателот Пендаровски и премиерот Заев. Бараат нивна помош за вклучување на армијата и полицијата, кои треба да го заштитат правото на граѓаните на здрава животна средина. Палењето на отпад и диви депонии, кое е актуелно овој период, според граѓанскиот сектор е причина за големата загаденост на воздухот. Постојано се случуваат пожари на диви депонии, на сметилишта, сега почна и национални паркови да ни горат и немаме никаква реакција. Од кога ќе се случи кривичното дело палење и тоа што ќе се изгори, ние ќе го издишеме, излегуваат на терен инспекции и пожари, меѓутоа со самото тоа што се повторуваат се гледа дека системот негде не функционира. МВР има задача да спречи кривични дела, значи онаму каде што знаеме дека се повторуваат, треба да постојано да патролираат. Тие имаат своји служби 24 часа, а ако МВР не е способна се тоа само да го покрие, треба да се вклучи армијата. На отвореното писмо се потпишани голем број граѓански здруженија кои се поборници за чист воздух. Очекуваат брза реакција на председателот и премиерот. Во спротивно вела дека имаат механизми како да се спротивстават на неажурноста на институциите. Протести веќе сите бараат по социјалниве мрежи, меѓутоа има и законски процедури. Значи некој доколку не извршува својата службена должност, си постојат во законите какви прекршоци, какви казни можат да сносат. И додека невладините прашуваа дали има пилот во авионот. Владата на синокешната седница побара итна гасификација на Кумановската болница, откако викендот Куманово беше прв на листата како најзагаден град во светот. Надлежните доправа ќе ги вклучат кумановчани во мерката за субвенционирање на инвертер клими. Освен во Скопје, мерните станици во државата покажуваат дека загадувањето со PM10 честичките е алармантно и во Тетово и Битово. Сања Димитровска, Сител телевизија.